Новиот председател на СДСМ, Венко Филипче, смета дека новата влада започнала лошо. Сметам дека е прилично лош стартот. За 30 дена има секојдневно само скандали и разочарувања, гледаме луксузирање, сомнителни имоти. Гордоста се претвори во понижување за работниците, кои очекуваа, а очигледно е дека нема да добијат повисоки плати, поради тоа што тие средства не се предвидени во ребалансот на буџетот. Според Филипче, владата покажа ново лице. На виделина излезе едно големо лицемерие на ВМРО. Се што кажа, погазија. Рекоа дека ќе поништат Преспанскиот договор, тоа не го прават, договорот со Бугарија исто така. Ќе убива во собрание за председател Албанец, се номинира исто така председател Албанец во собранието. Рекоа дека е гломазна администрацијата, права нови министерства, со цел да се вработат многу нови луѓе во администрацијата, притоа тоа се прави многу несмасно и добар дел од луѓето кои што преминуваат од една институција во друга, за жал, во овој период се оставени без плата и примања. Сметам дека државата се носи во многу еден чуден и нејасен стратешки правец уште во првите неколку недели. Престојниот ребаланс Филипче го оценува на следниот начин. Се поставува прашањето што ќе правиме со толкова задолжување и она што најмногу загрижува на среден и на долг рок, дали огромните камати кои што треба да ги враќаме и да ги враќаат следните генерации нема да го ограничат фискалниот простор да можеме да развиваме некакви други проекти кои што ќе влијаат на подобрување на стандардот на граѓаните, на подобро здравство, подобро образование. Од овие причини, вклучително и почетните чекори во надворешната политика, за Филипче се прашање во кој правец се движи Македонија. ВМРО-ДПМ треба да излезе и јасно да каже каде ја води државата, кој е планот и во која временска рамка тоа планира да го направи. Во однос на партиските активности од СДСМ, Филипче изјави: Во текот на летните месеци, веќе некаде после 2 август и во првата половина на септември, ќе започне и ќе се одвива процесот на ажурирање на членството. Една форма на реевиденција, што ќе биде обврска на местните организации. Тој процес ќе го отвориме, меѓутоа нема да го затвориме, нема да биде временски ограничен, значи ќе може членови да доаѓаат и понатаму да го ажурираат членството, имајќи предвид дека се летни месеци, можеби некој не е тука. И очекувам дека со така една на некој начин проверена база на членови, можеме во втората половина на септември да ги почнеме изборните конференции за избор на нови делегати на Конгресот. Очекувам да се конституира на крајот на септември или почетокот